Бев само 18 години, кога заминав во тугина по работа. Кога се вратив во мојот роден крај, на аеродромот ме пречека мојата мајка. Со солзи во очите дојде и ме гушна толку многу силно, бидејќи многу му недостигав. Јас му бев единец, но тогаш му реков: мамо, знам дека многу ме сакаш, ама не ме гушкај толку многу, ме срамиш. Тоа што го кажав, ништо не осеќав од нејзините чувства. Не осетив дека со тој збор многу ја повредив. После некоја година требаше повторно да заминам. Тогаш повторно дојде мојата мајка да ме испрати, но тогаш само ми кажа: со среќа, сине, и внимавај на себе. Со солзи во очите се сврте и замина. Поминаа само 2 години и јас повторно се вратив. Но тогаш на аеродромот не беше мојата мајка. Тогаш реков: фала ти, Господе. Бев толку радосен што не беше таму мојата мајка. Кога стигнав пред мојата куќа, на влезот од вратата имаше еден букет пон со цвеќина и во него имаше едно писмо. Го отворив писмото и почнав да читам. Мили сине, кога пред многу години те пречекав, плачев од радост. Но сега, кога ќе ги читаш овие редови, јас сум во гроб, во темен зандак, умрена од рак. Плачев и кога те испраќав, бидејќи знаев дека е тоа последен пат што те гледам. Но и не сакав да те срамам, бидејќи ти тоа го кажа. Само знај дека јас многу те сакам и секогаш ќе бидам покрај тебе. Со љубов од твојата мајка. Од тој ден се до денешен ден моите очи се во солзи. Сега знам дека е веќе касно. Што и да направам, не можам да платам за тоа. Не можам да го вратам времето назад. Затоа се молам на Господ само да ми прости.